Добре дојдовте во новата епизода на емисијата Студентски пулс. Денеска ќе зборуваме за тоа колку е важно сеопфатното сексуално образование и зошто е важно да бидеме едуцирани и да го спречиме родовото застапено насилство. Нашата поддршка Шпарка се банка, освен за нас, таа е тука и секогаш со вас. Заедно со нивниот пакет за млади Вајбон, кој обезбедува платежна картичка, дебитна картичка Виза, S-банка, односно мобилно банкарство и многобројни привилегии и поволности. Дополнително, овој пакет вклучува и ослободување од провизија за месечно одржување на трансакцијска сметка, ослободување од членарина за дебитна картичка, ослободување од провизија за месечно одржување на мобилното банкарство и дава 2 бесплатни подигнувања на готовина месечно од било кој банкомат. Но да се навратиме денеска на темата за која што ќе зборуваме. Со мене е Марија, која е програмска асистентка од ХЕРА, Асоциација за здравствена едукација и истражување. Ти благодарам денеска што се одважи на мојата покана и што си мислам расположена да зборуваме малку за тоа што го работите. Благодарам многу те. Ние многу се радуваме кога добиваме покани од особено млади, амбициозни, активни млади во општеството и баш ни е драго што ќе си поразговараме денес. Се заблагодарувам од име на тимот. Така, мене ми е, уште еднаш ќе кажам, благодарна сум што дојде тука и што всушност ќе го представуваш тимот и самата асоциација и за тоа што всушност работите, бидејќи мислам дека е важно студентите да знаат какви се можности имаат во нашето општество. За оние кои не знаат, јас веќе во најавата споменав дека ХЕРА е Асоциација за здравствена едукација и истражување, но еве конкретно што можеш ти повеќе да ни кажеш за тоа и дали е достапно за сите? Така. Ќе одговорам прво на второто прашање. Да, достапно е за апсолутно секој човек и млад човек, меѓутоа и повозрасни. Главно ХЕРА е здружение кое што своите почетоци ги има некаде 2000 година. Формирана е од страна на 6 студенти на медицина, кои што едноставно ги загнале своите сили и амбициозно се решиле дека има недостаток на информираност конкретно кај народот за ХИВ и за СИДА, освен што не се информирани и лекарствата за третманот не им е достапен на младите на кои што им треба и водени од таа мисија и визија дека здравјето треба да биде достапно за сите и пристапно за сите, ја имаат формирано ова организација, ова здружение, така низ текот на годините ХЕРА има доста проширено, има широк опсек на активности и услуги кои што ги нуди. Меѓутоа, онаа мисија и визија уште од почетоците се уште перзистира низ годините и ќе перзистира, а тоа е дека сите луѓе треба рамноправно да си ги уживаат своите права. Така, тоа започна се од 2000 година, како што ти спомена, а сега е уште многу повеќе развиено. Тука ќе се надоврзам и со самите услуги кои ги нудите како здруженија на младите и како всушност тие може да стигнат, каде се достапни, каде може да се обратат првично. Така. Ние во моментов имаме 2 младински центри. Сакам да знам, така се викаат, едниот е на Водно, другиот е во Шутооризари. Има веќе 20 на години како активно и континуирано функционираат овие младински центри. Меѓу другото го имаме првиот семеен центар и од неодамна, од минатата година, имаме центар советувалиште за мажи и момчиња. Ова сега вака нафрлам само кои услуги ги нудиме. Исто така имаме и мобилната гинеколошка амбуланта, каде што освен гинеколошки прегледи се врши и советување и ХИВ тестирање. Ова е повеќе, да речам, не е стационирана, туку баш е мобилна и низ повеќе градови во Македонија. И сега да се навратам за услугите. Наш фокус во овие, да речам, центри, во овие центри кои што ги имаме, ние сексуално репродуктивно здравје. Конкретно во младинските центри, сакам да знам на Водно и во Шутооризари, нудим услуги како дерматолог, гинеколог, психолошко советување и исто така советување за ХИВ, СИДА од обучен професионален кадар.
Што подразбира тоа? Тоа значи дека секој може бесплатно, доверливо, значи анонимно да дојде да побара совет, да изврши тестирање, дури да поразговара само ако има одредени прашања. Термините се онлайн се врши закажувањето, што исто така сметаме дека е доста голем плюс, бидејќи не секој има можности да се јави на телефон или може срам му е прв пат лично да дојде па да праша, иако има и такви што се охрабруваат и на лице место доаѓаат за да прашаат за услугите. Да, тоа е тоа накратко. Така, накратко, но всушност и не е баш кратко, затоа што ова се многу работи кои што сега баш преку оваа епизода и сакаме да им ги доловиме на студентите кои што навистина имаат потреба за сето ова ти што го наброја, да можат да си го всушност и обезбедат, а сето тоа е бесплатно. Да. Акцентот во вашата работа е всушност на еднаквоста, на недискриминацијата, на инклузијата. Дали сметаш дека денеска луѓето се повеќе стануваат свесни за овие поими? Да, дефинитивно. Ние преку едукација по сеопфатно сексуално образование, всушност на терен од прва рака ја согледуваме каква е ситуацијата со младите. Главно работиме со средношколци, со млади лица во период на транзиција, да речем, кога од школско дете преминуваш во тинејџер. И тука уствари има најголема љубопитност, која после нели си тлее во текот на животот. И тука поставуваат многу прашања и се интересираат за многу од овие теми, така што да, мислам дека и плюс слободата на говор и достапноста на интернет си го прави своето, ама дефинитивно повеќе доаѓаат до израз овие теми. Така, тука ќе се надоврземе и зошто е важно сеопфатното сексуално образование и знаењето за репродуктивната иднина. Го спомена самото тоа сексуално образование, сега мислам дека веќе и го има во основното образование, ако не грешам, како изборен предмет. Да, ние навистина се трудиме да тоа влезе некако во курикулумот. Активно веќе обучуваме и се обучени голема бројка на наставници кои што би можеле тој предмет да го предаваат во основни и средни училишта. А во основни е во 9-то одделение како изборен предмет и активно работиме да тоа што го зборуваме сега од теорија и на пракса се пренесе, затоа што ние го пилотиравме тоа во 3 мислам средни училишта пред некоја година и навистина многу позитивен фидбек добивме и од родителите, меѓутоа и од самите учесници, учениците. Така, да, имаше за тоа го споменав основното образование, затоа што тогаш всушност и младите почнуваат да се развиваат, влегуваат во пубертет и тогаш се прават најголемите грешки. Но имаше и во делот на овој, имаше и ставови дека стереотипи зошто младите да учат за сексуално, мислам да се едуцираат во делот на сексуалното образование, дека тоа не е важно, дека тоа ќе предизвика некои други реакции, но кога ќе согледаме, ова на некој начин е превенција за што понатаму треба да се случи и како всушност да ја заштитиме она репродуктивна иднина која што денеска мислам е најважна за сите. Денеска имаме многу можности да превенираме, отколку понатаму да се соочуваме со големи проблеми. Тука ќе ги споменам и маргинализираните групи во Македонија, каде што ги има насекаде, но еве во Македонија се уште се застапени и тие немаат пристап до образование, до некој вид на образование, но еве конкретно за овој тип на образование, што правите вие како здруженија тоа да го потпомогнете? Како им помагаме на маргинализираните? Така, всушност. Тука би сакала да ја споменам една студија што имавме во 2019-2020, некаде во короната беше во пандемијата. Именно оваа студија беше на ниво на неколку земји од Западен Балкан. Бугарија, мислам ние, Албанија, Босна и Херцеговина. Целта беше да се види како короната, како пандемијата влијаела врз менталното, меѓутоа и сексуално-репродуктивното здравје. Значи врз општата благосостојба, да речам, кај младите. Интересно е тоа што во студијата можеше да се види дека сите од регионот сме горе-доле со исти проблеми
Тоа така ми остави доста впечаток, дека ние не само што географски сме блиску, меѓутоа и навистина живееме во едно, да речам, многу исто време, со исти проблеми. И сега да се навратам на студијата и за маргинализираните. Беа вклучени околу 240-50 млади, конкретно од Македонија, и беа поделени во две категории. Едната беа ранлива категорија, ранливо во смисла маргинализирани лица, а другата беше општа популација, односно млади кои што имаат достапност и пристапност до центри за здравје, институции, кои што живеат близу до урбани зони. Интересно беше тоа што, интересно, тажно на некој начин, меѓутоа пронедок беше тоа што кај ранливата категорија имаше голем проблем во тоа они да дојдат до некаква услуга. Додека кај овие од општа популација беше проблем стигнувањето до услуга, например да отидам на гинеколог, меѓутоа многу поголем проблем беше да откако јас ќе отидам на гинеколог и кога ќе ми даде дијагноза, третман, јас да си го приуштам таа терапија или контрацепција или. И сега мислам онака Ептен беше што знам како eye-opening, да се види колку уствари ние сме привилегирани со тоа што со самото тоа што имаме можност да отидеме до некоја одредена услуга. А не го користиме. И не го користиме тоа, некој нема ни онака првиот мост го нема, првиот чекор не може да го направи затоа што нема каде. И така некако Хера тука влегува во улога на тој мост, што всушност ги поврзува младите со услугите, понатаму да се надоврзам за после услугата, значи кај нас ќе дојдете на гинеколог, на дерматолог, доколку се констатира дека имате некоја сексуално пренослива инфекција, бесплатно добивате третман. Исто така гинеколошки услуги бесплатно, има орална контрацепција, спирала, што се навистина вртоглави сумите скапи во аптека да ги купите или приватно да отидете на гинеколог, на дерматолог, доколку нема здравствено осигурување младиот човек. Така, ова е всушност да разјасниме, ова е нешто што на младите им е достапно, дали има некоја граница до каде би можело, достапноста да биде од страна на на Хера што ги нуди како услуги? Ние генерално не сакаме да ограничуваме за тоа кој се може да дојде, да ги искористи нашите услуги, меѓутоа дефинитивно акцентот ни е на младите луѓе, конкретно значи од тинеџерски години дури па веќе полнолетни кога стануваат до кај 30-тите години. Да речем и таа е најголем број на популација, од тука ни доаѓа всушност од оваа временска возрастна рамка. Така, освен едукација во областа на сексуалното образование, ќе зборуваме и за родовото застапено насилство, вие нудите и вештини како тоа да може да се подобри и всушност и да го применуваат понатаму во животот. Така. Ние всушност преку тие едукации за сексуално сеопфатно образование што ги имаме, поменуваме низ повеќе компоненти. Значи да, сексуално репродуктивно здравје не е една компонента, меѓутоа зборуваме и за насилство, зборуваме за тинеџерски љубовни, пријателски врски, за граѓански аспекти кои ни се прават должности. И така преку интерактивни работилници им даваме можности на младите да си го кажат своето мислење, да научат нешто ново, они нас да не научат нешто ново. Исто така правиме и работилници Добро. Исто така правиме и работилници надвор, да речам, од овие по сеопфатно сексуално образование. Имавме фотоработилница за жени и девојчиња изминатиот период, потоа работилница за изработување брошеви, стрип работилница. Баш сме онака отворени за соработка на креативен начин, да. На креативен начин да покажат што знаат, да научат нешто ново, да се вклучат во општеството. Да, тоа е многу важно, бидејќи понекогаш и самата она едукација која што е говорна, не може толку многу да влие кога би немало некој практичен дел да биде вклучен, но со вакви вештини, кои ги нудите, градење на вештини преку проекти, работилници, дека на многу полесен начин може сето тоа да се прифати од страна на младите. Го споменав родовото застапено насилство.
Еве, немам спремено прашање, но сакам да те прашам дали, бидејќи е така малку сензитивна тема, дали лицата кои што се соочуваат со ова, се првин свесни и дали е тежок пристапот тие да се обратат за помош? Така. Општо кај нас насилство како термин се сваќа на еден поинаков начин. Во смисла насилство е кога некој физички ќе се пресмета со некој друг и кога тоа е тоа. Така. А насилство има еден широка палета на форми, на облици во кои што може да се јави и многу е тешко да се препознае. Ова често го согледуваме и на едукациите по сеопфатно образование, каде што меѓу другото говориме за насилство и сваќаме колку низ примери не секогаш се препознава дека одредено насилство е дека одредено однесување е всушност насилно или вознемирувачки. За тоа колку се охрабруваат луѓето, ние всушност тука настапуваме со тоа што ги едуцираме младите, меѓутоа за оние кои што ќе се охрабрат да го направат тој прв чекор, го имаме првиот семеен центар. Тоа е советувалиште кое што нуди психолошка, социјална, правна помош на жртви на насилство, на сторители, на малолетни деца кои што директно и индиректно се или вклучени или засегнати од тоа насилство. Покрај ова, значи поддршка се насочуваат до институции, до одредени лица кои што на пример подобро би можеле да им ја пружат или ако се кои што подобро или поквалитетна услуга може да им пружат и се придржуваат до тие институции. Сакам да кажам, онака низ целиот тој процес ние сме тука за да им дадеме охрабрување, поддршка за да дојдат до разрешница. Така, важно е да напоминеме дека при самиот прв чекор сето тоа е анонимно и сите останати услуги кои што вие ги нудите ќе останат анонимни и затоа мислам дека и сите кои што имаат проблем да не се плашат од тоа дали ќе се дознае или на некој друг некој ќе ги на некој начин осуди за нешто. Вие обезбедувате на некој начин, ја давате сигурноста која што им е потребна. Значи, квалитетна услуга од професионалци пред се, потоа анонимна, доверлива, достапна и пристапна до секој. Тоа ни е, така да речам, кога работиме, тоа го имаме секогаш предвид. Така, еве ќе се навратиме на тоа за самите услуги. Дали младите денеска, нели за услугите знаеме, но дали тие сакаат да знаат еве на почеток на самото тинејџерство, еве тоа понатаму нели имаме и доцно тинејџерство, самата адолесценција во самите нивни во самите фази. Дали сакаат да знаат за контрацепцијата, за абортусот, за да се едуцираат во делот на сексуалното образование, еве за ХИВ, за родовото засновано насилство. Еве ќе го споменеме антифеминизмот, сексуалната репродукција и грижа. Дали тие сакаат да знаат или кога веќе почнува нешто да се случува, тогаш се обраќа? Дали вака има заинтересираност кај младите да осознаат повеќе? Голема е заинтересираноста, пред се поаѓаат од љубопитноста. Значи, еве конкретно за тинејџерството, тоа е период каде што млад човек доживува многу промени. Промени кои што се нови за него. И може од срам, од страв да не се обратат на некој друг, да речам на психолог, на родител, на пријател, да се затворат во еден круг, во едно мејурче и да не пуштаат никого да влезе. И мислам дека затоа голема улога има тука сеопфатното образование, затоа што му дозволува на младиот човек да слушне за нешто и можеби тоа да го охрабри да праша после за нешто друго. Или дури и да не се охрабри никогаш да праша, он сепак ќе ја добие информацијата. Ние, знаете, никого не караме на едукација, нити им попуваме, мора вака да биде и точка, туку им ги даваме ресурсите од каде што они можат на точен начин, на вистинит начин да ги разбиеме митовите, да се обратат и да добијат информација преку интернет, преку телефон, доколку не сакаат нели да разговараат со никого, сепак да имаат да видат дека има можности на други начини да се информираат за прашањата кои што ги загрижуваат. Така, значи всушност и на некој начин
ки за сега младите, но добро е тоа што го ширите тоа знаење се повеќе и повеќе и ги спречувате младите од правење, мислам, на не грешки, туку од да може да се заштитат и понатаму да не си предизвикат, односно на самите на себе си да може да си направат добро. Да. Тука ќе споменам, го споменав самиот абортус, еве конкретно бидејќи жените ги засега тоа, нас не гледаат млади студентки. Во Македонија според закон, ние имаме закон кој што навистина мислам е поширок во тој дел за абортусот, но начинот на кој што абортусот се спроведува е клучен. Дали тоа ќе биде хируршки, дали тоа ќе биде преку медикаментозен абортус. Знам дека кај нас само на клиниката во Скопје може со медикаментозен? Да, не сум сигурна и за во поликлиника Чаир, може да почнува сега да има таму. Така, сега мислам дека они почна да отвараат нов дел нешто, не сум сигурна. Да, во секој случај на клинички комплекс Мајка Тереза, гинеколошката и акушерска клиника сигурно може таму. Тоа е за цела Македонија. За цела Македонија, збориме од државните институции и претходно се зборуваше дека ваквото нешто, самиот медикаментозен абортус, сите млади кои што сакаат и имаат право на избор, треба да имаат опции, а вие како Хера што правите и дали има можност да се пристапи кон ваква опција? Така. Точно, ние го имаме еден од најлибералните закони кога станува збор за абортусот, со тоа што и дозволува на самата жена, девојка да одлучи што ќе прави. Друга работа, да, медикаментозниот абортус некаде 2019 година беше, да речам, пласиран кај нас, иако уште од 90-тите години, да речам, се употребува насекаде во светов. Во земјите во Европа дури 80% од целокупниот абортус е всушност медикаментозен. Хера имаше голема улога тука, заедно со гинеколошката акушерска клиника и Македонската асоциација за гинеколози и обстетичари се изборија за да може жените да го имаат како опција овој медикаментозен абортус. Да, како што напоменав, ние имаме гинеколошка стационарно гинеколог во младинските центри, меѓутоа и мобилна гинеколошка амбуланта која што оди во неколку градови во Македонија, со цел да биде подостапна таа услуга за жените од порурални средини. Меѓу другото, може да дојде некоја девојка или било која млада особа да се консултира со нашиот гинеколог и понатаму согласно ситуацијата, секоја индивидуално да се насочи на вистинското место, на вистинската институција. Се стремите да работите со помлади лица. Дали е тоа, можеби, бидејќи младите всушност се препознавачи на проблемите во општеството? Да, младите се препознавачи на проблеми, но би рекла дека освен што се препознавачи, таа голема љубопитност што имаат и амбиција, всушност двигатели се повеќе би рекла на промени. Може решавачи понекогаш? Да. Но без поддршка од постарите, мислам дека тоа и потешко. И па затоа тука ние влегуваме, да речам, влегуваме во игра, со тоа што на младите им нудиме простор, им нудиме услови, ресурси, за да они можат за да они станат тие двигатели на промени. Црпиме многу инспирација од младите, соработуваме многу со млади. Еве лично јас во Хера имам почнато преку едукација, значи некој мене ме едуцирал, па сум запловила по тие волонтерски води, практикантка бев минатото лето и до сега еве стигнам на позиција програмска асистентка. Значи не само што им даваме можности од волонтерски аспект и да се ангажираат за општеството, да ги изреализираат нивните замисли, меѓутоа и навистина нудиме прогрес и внатре во организацијата. И се радуваме кога има млади кои што сакаат да направат промени. Како велат, младите се движечка сила за скоро се, но од нив потекнува всушност. Така мислам дека истражувањата покажуваат дека
во младите години самата инспирација, односно креативноста е на највисоко ниво и по почнување, нели, да се започнува старењето, нели се намалува самата креативност и новитетите и новите идеи, но тоа не е нужно, тоа според некои истражувања. Ги спомнавме, нели, за тоа зашто се свесни се младите, но еве во делот на негувањето на психичкото здравје, дали младите денеска се свесни за тоа дека не препознава дека нешто се случува со нив, не се чувствуваат добро, дали пристапуваат кон тоа да го решаваат тој проблем? Дали сакаат да си признаат дека јас имам проблем и мене ми треба некој стручен кој што ќе ми помогне во решавање на тој проблем? Би рекла дека признавањето не е толку голем проблем колку што е стигмата која што за жал се уште перзистира околу одењето на психолог и барањето на психолошка поддршка. Ние го имаме од неодамна, како што спомнав, советувалиштето за мажи и момчиња. Сметавме дека е есенцијално да се стави малку акцент врз машкото ментално здравје, точно од оваа стигма која што перзистира и оние предрасуди кои што ги имаат према конкретно мажите, дека нели маж си, не смееш да одиш да плачеш, не смееш на психолог. Така, немаат емоции, тие ништо не им се случува, а всушност мислам дека ќе се надоврзам баш за машкото ментално здравје, мислам дека самата стигма која што владее дека ајде девојчињата се кревки и може да си признаат дека нешто се случува со нив, но машките се толку притиснати од општеството дека тие мора да работат, да заработат, да бидат успешни, да бидат исполнети во сите полиња и тука кај младиот човек, односно кај машките, што се помлади во тој процес, се ствара толку притисок што од тоа произлегуваат многу поголеми проблеми. Да. Нашето советувалиште работи со врвни психолози кои што се навистина се тука за младиот човек, за момчето, за мажите да ги сослушаат, да им дадат насока и навистина сме многу горди на тој центар. И се охрабруваат кога знаат дека имаат опција некаде дека можат да прашаат, да се јават, дури за консултација да е само, не мора да закажат никаква сесија, а се охрабруваат да се јават. Дали мислиш дека или кој е патот да можат и другите машки да се охрабрат да го направат тоа? Што е првичното еве чисто ти спомена да може барем за консултации да побараат и да им кажат чисто некоја смирница, би можел тоа да го направиш или нели она земањето воздух, вежбите, тоа нешто би можело сигурно да им се, мислам, како некој почетен старт. Така. Информираноста е клучот дефинитивно. Кога имаш информирана младина, ти имаш здрава младина, а само преку здрава младина можеш да направиш едно резилентно општество, едно силно граѓанство, така што дефинитивно клучна е информираноста, како ќе се информираат. Во денешно време, колку добро, толку и лошо, достапни ни се преку интернетот разноразни информации, тоа може да биде многу оптеретувачки за младиот ум. Затоа тука настапуваме ние како организација преку едукациите, каде што им ги даваме оние точни вистински ресурси, каде што ќе можат они да на интернет вие да отворите сега, не знам, за ХИВ или за ментално здравје, се што ќе излезе. Кога ќе имате вие некоја алатка со која што може да видите што од ова е точна информација, што не многу помага во тој процес на осознавање на и информирање на нештата, за нештата. И јас би се согласила, мислам дека треба младите да направат таков чекор и понекогаш и да не веруваат многу на интернетот, бидејќи како што рече има многу информации, селективноста понекогаш е и тешка да се потешка да се направи. Затоа и вие преку самото ваше здружение и имате и многу проекти. Еве на кои проекти моментално работите? Да. Во моментов главен фокус ни е регионалната конференција за млади која што се случува на 28 февруари во просториите на Природно-математички факултет тука кај нас. Ова не само што е
прва, да речам, од ваков тип на Балканот, во овој западен регион, меѓутоа е единствена од ваков голем од ваков обем. Имено на таа конференција ќе имаме една главна пленарна сесија, каде што своји излагања ќе дадат млади активисти, студенти, меѓутоа и представници од министерства, од институции за здравство, за образование, за социјалдемократски не е проблем. Знаете како? Ние почнавме, ја снимавме претходно и гостинката што ми беше во претходната епизода исто така направи една грешка, но не е тоа, знаеш, сите сме луѓе, но ако не ти се кажува зборот, не го кажувај. Нека биде само до здравство делот или докај што ако ми тапи сега ќе почнам со нова реченица. Во ред. Добро. По таа главна пленарна сесија имаме 5 паралелни интерактивни панели, каде што ќе говориме на теми култура, образование, здравство, екологија и економија. Така што баш она за секој да си се пронајде од младите луѓе, не само што ќе дојде или да присуствува, туку ќе има можност да си го каже своето мислење, да помогне во изнаоѓање на решение за проблемите кои што сега овде се случуваат и не засегаат и да направиме некоја промена заедно. Топло ги поканувам сите да ни се придржат. Така, јас ако имам време ќе се обидам да дојдам, затоа што е многу важно младите да го кажуваат своето мислење во простор каде што нивното мислење ќе биде значајно и ќе биде прифатливо. Еве изложеноста и достапноста на младите, еве мислам дека ова е еден од проблемите кои што ретко се зборува, па мислам дека и се избегнува. Младите денеска се повеќе им е достапно да повеќе другата им е достапна, еве наркотичните и опојните супстанци и на некој начин на интернет пропагира некоја мода, барам јас што гледам во еден дел дека е некој тренд. Дали според тебе ова е бидејќи нема недоволна едукација која што не се спроведува во самиот образовен систем и што вие како хера работите за младите да можат да се отргнат од тоа? Или еве, дали се едуцираат, дали имаат пристап кон едукација и дали кога веќе би навлегле во нешто такво, ќе може да се отргнат? Така. Меѓу другото, ние во младинските центри имаме и професионалци психијатри кои што освен што нудат психолошка поддршка за или општо за подобрување на менталното здравје, се активно вклучени и во промоцијата на здравје надвор од другата, така што доколку некој се соочува со, да речем, вакви предизвици, може да си закаже сесија со експерт кој што ќе му го олесни процесот на закрепнување. Еве, мислам дека опфативме се или има уште нешто што би ти сакала да додадеш, на кој што моментално работите и да, всушност имав едно прашање, како младите може да се приклучат? Како може да станат дел од хира? Еве најпрвин волонтерски може веднаш, еве на пример денеска или утре или ние многу сме активни на Инстаграм и на Фејсбук. На секоја социјална платформа не има и на YouTube имаме 2 подкасти, дури Секси мало и Пивка врева. Во однос на волонтирање ние сме секогаш отворени и достапни за нови млади умови. Имаме линк од пријавна форма на Инстаграм, меѓутоа во секое време може да ни пишат, да ни се обратат, телефонски може да исконтактираат некои од центрите, они ќе ги насочат директно до нас. Меѓутоа да, многу се радуваме кога има млади луѓе кои што сакаат да ни се приклучат на било каков начин. Така, јас цело време зборувам за тоа да имам послободно време, но би сакала да направиме некој колаб, ако може, колаборација со двата подкаста. Тоа ќе се договориме позади камерите. Како за крај, дали имаш нешто што би им порачала на студентите кои не гледаат, на младите?
Па, например, ки предвид дека јас се спаѓам се уште во таа категорија на млади Така, луѓе, не те делиме тогаш. Да, ова веројатно што ќе го кажам и за мене си важи, тоа е никогаш да не изгубат љубопитноста. Бидејќи само преку љубопитност осознаваме нови светови и сме двигатели на промени, така што да љубопитноста и амбицијата секогаш мислам рака под рака дека одат тие две работи и се клучни во создавањето на некоја промена. А Хера е тука за да ви помогне во тој процес. Така, ти благодарам Марија на овој прекрасен разговор денеска што го имавме. Се надевам дека ќе се дружиме пак и можеби не во ваква форма, туку во некоја друга форма. Тука ќе завршиме со оваа епизода. Се надевам дека ви се допадна тоа што го зборувавме и дека ве едуциравме за некои можности и услуги и привилегии за сите млади. Знаете, младите треба секогаш да осознаваат нови информации и да бидат подготвени за секакви предизвици. Работата на себе е важна, затоа што колку работите на себе денес, толку побава иднина ќе имате утре. За денешната комбинација се погрижи брендот Sensei, кој е тука за младите, со најповолни цени на модни парчиња кои секогаш се предводници, односно самите модни парчиња се предводници на трендот. Тука уште еднаш ќе ја заокружиме 14-тата епизода на Студентски пулс. Заедно со Шпаркасе банка, која верува дека поддршката на младите е круцијална, со единствениот кредит за млади Вајбон како прв чекор кон финансиска самостојност и остварување на соништата на секој млад човек. Ова беше нашиот вајб за денес, а за вас нека Вајбон биде вајбот што ве води кон нови предизвици и можности. Поздрав!